Да се одморам малко. Ајде. Тука си бил, јас мислев уште работиш. Знам зошто си седнал, знам. Си го чекаш пријателчето. Да. Така. Го нема денеска, задоцни нешто. Го нема денеска. Ами, вака си мислам јас, домакине, па, ако е тој ангел Божи, и тој си има работа, не седи се ден вака без работа, таму на небото, а може пак и на земјата, може си има некои друзи пријатели, па и таму да отиде и нив да ги види. Може и да има, може и да е така. Ќе дојде. Домакине, вака, поначесто си мислам, каква среќа сме имали ние двајцата, да си имаме пријател ангел Божи. Ете си доаѓа вака кај нас, ке седне и разговор со нас се чини. И јас тоа си го мислам за тоа нешто. Тоа ќе да е така, оти го славиме името Господово. Така ќе да е. За тоа. Така ќе да е. Вистина, па не сме се пожалиле ние на Господа ниту за лошо, ниту за арно. Со неговото име се легнуваме, со неговото име стануваме. Затоа ќе е, затоа. Ајде да не седиме. Уште малку, еве. Гледаш? Ке се стемни. Дај да поработиме уште малку, јас твојата работа, ти твојата. Па ќе дојде утре ако не дошол денеска. Ајде, оди пати уште малку работа. Оре, ангелче, ова година сум наумил јас вака да направам. Да им пуштам на луѓе са пролет и са лето, саде облаци, тешки облаци, и да врни дожд, да се да им скапи што ќе посеат. Да немат ништо за јадење, да страдаат тоа, да се мачат, зашто гледам, ме подзаборавиле. Името мое, името Господово, не го спомнуваат, ни за арно, ни за лошо. Та затоа сега сум наумил да ги научам на ум, да ме познаат кој сум јас. Од јас сум Господ Бог и моето име Чат-пат треба да се спомнува. Ме разбра, ангелче? Убаво што дојде, мило ангелче. Од кога те чекаме? Убаво што дојде да ни каже што има ново таму горе кај вас. А пак и ние ќе ти кажеме што има ново овде кај нас во селово. Убаво што дојде да си малку поразговараме. Чекајте, ќе си поразговараме. Само прво сакам нешто друго да ви речам. Стојам јас денеска на небото до Дедо Боже. И го слушам како вели. Вака рече. Ќе заповедам оваа година са пролет и са лето дождо и да паѓаат. Дождо и силни сиот род да скапе. А знаете зошто? Оти луѓето го забораиле името негово. Ни во арно, ни во лошо не го споменуваат. Вистина е тоа што го збориш, ангелче Божи? Да. Сиот род да скапи. Да. Ами, ангелче, ние сега што да правиме? Па, јас мислам дека вака најубаво ќе биде. Вие семето што го имате, оваа година да не го врлате, да си го чувате, да си ги прехраните дечињата. Сполајти, ангелче, што ни го кажа тоа. Така, добро. Оваа работа ја завршивме. За ова, знаеме. Така, знаеме. А сега да ми кажете друга работа. За селото. Да ми кажете убави работи, оти многу
сакам да слушам убави работи. Има многу убави работи. Убави работи. Кажи му за Стојана. За Стојана. Знаеш на Стојана? Еден ден. Ги гледам луѓево како се мачат. Тргнале по нивјето, копаат, орат, сеат. Не го прашахме ангелот дали смееме да им кажеме на другите да не работат луѓето, да не се мачат бадијала кога оваа година и така се ке скапи од пусти дошто. Идниот пат кога ќе дојде ќе го прашаме. Добар ден, соседи. Дал ми Бог добро, сосед. Како Добар сте? ден. Што правите, арни сте? Не сум ве видела одамна. Мислев дека ќе ве видам на нивана до нашата. Да орате, ама не дојдовте. Навистина, соседи, сите селани зора, посеа, а вие само сејте тука и си гледате. Вистина, ути не орате, луѓе. А? Што думате и што чекате? Сите селани го фрлија семето, а вие на бразда не туривте. Да. И ние не отизнаиме зашто не сеиме и не ораме, туку како да ни влегол некој страв во срцето. И кај ќе ни излезе крајот, само Господ знае. Сега, Господ немал друга работа, ќе гледа дали вие сте сееле или не сте сееле. Да не сакате месен обесен да најдете тука на нивјето, или ова трње да ви роди жито. Не ја била та работа. Не вели така, комшија. Ако Господ сака, може и трњето да роди жито. А ако не сака, тогаш и од амбар зема. И никој не знае што Господ прави. Така е. Добро де, соседи, па сега не бутете се. Ние лоша мисла немавме, така, жено? Нема. Заарно ни беше зборот, заарно. Ајде. Ајде, а вие сега како сакате. Ајде. Не, како ќе се лутиме? Зошто да се лутиме? Па не рековте ништо лошо, ништо за лутење не е работата. Ајде, жено, ние си. Ајде. А вие како сакате? Ајде. На овие маки да дојдеше берем ангелот да го прашавме. Ама тој кажа што имаше да каже. Тој си има и други работи. Може Господ го пратил на друго место. И така може да е. Така? Бај, ние да си одиме дома, домаќи. Доста седевме за денес.